Почитувани граѓани, власта спроведува историска измама на пензионерите. Со последната одлука за зголемување од само 1000 денари, пензионерите се оштетени не еднаш, туку два пати. Во септември 2025 година и уште еднаш во март 2026 година. Зошто? Затоа што со вакво линеарно зголемување од 1000 денари, владата го кинува правичното законско усогласување, со што пензиите ќе се зголемат многу повеќе. Механизмот што го донесе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да ги штити пензиите од инфлација и раст на трошоците за живот, ќе значеше зголемување на сите пензии за 5% во септември и уште 5% во март 2026 година, со сегашното ниво на трошоци и плати. Сега 92,5% од сите пензионери, над 318.000 пензионери, се оштетени и ќе добијат помали пензии отколку што реално им следува и заслужуваат. Некои помали дури и за 2000 денари, некои помали пензии дури и за 4000 денари. Ете, толку им краде владата на пензионерите во септември и март. Само 7,5% ќе добијат некаква корист и тоа помалку од тоа што им следува и го заслужиле. Ова не е повисока пензија, ова е системска измама и пресметан грабеж. Погрешните политики на владата на Мицковски се рецепт за сиромаштија на пензионерите. Инфлацијата во земјата изнесува 4,5%, што директно го јаде животниот стандард на пензионерите. Трошоците за живот порасна за над 6.000 денари годишно, а дефицитот во фондот надминува 47% и секојдневно расте. Ова е сериозен аларм и загрозување на исплатата на пензиите во иднина. Луѓето кои целиот живот го посветиле на работа, на земјата, на општеството, не заслужуваат ваков однос од сопствената власт. Не смееме да дозволиме оние што ги изградиле училиштата, болниците, патиштата, фабриките, денес да живеат со страв од сметки, со скратена пензија, со чувство дека се заборавени. Пензионерите не барат милостина. Им следува онаа што со години, со труд и одрекување го заслужиле. Благодарам.